Ова видео е простор за игра. Игра со движење, звук и ритам. Како што учиме од најраната возраст, прво со телото, па со мислата. A learned philosopher once said, "It is of the utmost importance that children be taught to work." He must have been very sensitive to noise. Philosophers can be irritated by children, but children don't pay much attention to philosophers anyway. So his words were lost on the wind that carried the disturbing noises into his study. Since the beginning of time, children have not liked to study. They'd much rather play. And if you have their interest at heart, you will let them learn while they play. And then eventually they'll find that what they've mastered is child's play. This is true of any art or skill, but particularly it is true of music. Телото е инструмент. Стапалата, дланките, здивот, тежината. Се што се движи, создава ритам, а ритамот носи ред без присила. Овој пристап е наменет особено за луѓе со крути стапала, со стапала што се пречувствителни на движење или лесно се грчат. Кога движењето е пребрзо или премногу, телото се затвара. Кога е нежно и ритмично, телото почнува да слуша. Работиме со игра, со тркалање, со лесен допир, со различни текстури и површини. Како чекорење по камчиња, по нешто живо, по дрво, по трева. Не за да постигнеме форма, туку за да разбудиме чувства. Ритамот секогаш води не силата, не исправувањето, туку повторувањето што смирува и вариацијата што буди. Движењето и звукот се поврзани. Кога дланките свират, стапалата одговараат. Кога стапалата се движат, рамењата попуштаат. Така се развива и грубата и фината моторика, природно, без притисок. Вежбањето боси е суштинско. Да чувствуваме подлога, температура, тежина, текстура, рамнотежа. Така учиме повторно да стоиме и да чекориме со целото тело. Ова видео не е тренинг, ова е процес на учење низ игра, како кај децата. Прво истражување, а потоа вештина. Нема туркање, нема форсирање, само покана да осетиме, да се движиме, да слушаме, да учиме низ ритам и радозналост. Рацете и стапалата учат заедно, звукот ги поврзува. Анатомијата не потсетува дека структурата сака внимание, а не присила. Кога движењето е меко и слушаме, нервниот систем се смирува, а моториката се буди. You don't need any complicated instruments. Whichever distant ancestor was first inspired to make music had perhaps nothing more than a piece of hollow wood, the first percussion instrument. And his youngest descendants follow his example. They too feel an irresistible urge to bang on something, anything. It doesn't have to be a drum. Ритамот е поважен од силата, а играта е поважна од формата. Не брзаме, не притискаме. Телото учи кога му даваме време.
Ритам плюс движење е еднакво на учење. Кога телото е вклучено, умот е буден. Научниците откриле дека ритмичното движење му помага на мозокот да учи и да памети. Затоа децата не мора да седат мирно за да учат. Што повеќе сакаш, да учиш седејки или движејки се? Дали знаеш дека стапалата се многу паметни? Во секое стапало има повеќе од 7000 нервни завршетоци. Тие му кажуваат на мозокот, еве каде сум, еве како сум. Кога чекориме во ритам, мозокот учи побрзо. Ритамот му помага на телото да се движи, да се смири и да се радува. Чекор по чекор, удар по удар, телото се сеќава како се игра. Кога ќе ги ставиме стапалата на земјата, земјата вели здраво. Нека се разбудат стапалата. Дали се тешки, дали се лесни. Дали одат, дали танцуваат, дали се тивки. Слушни го нивниот ритам. Моите стапала имаат уши. Кога слуша музика, стапалата скокаат. Кога музиката мирува, стапалата мируваат. Стапалата и ритамот се зборуваат без зборови. Кога ќе дојде ритамот, стапалата знаат што да прават. Стапалата не носат цел ден и треба да ги одмориме. Тие не држат, не учат, не поврзуваат со земјата. Секое движење треба да е со внимание, со почит кон своето тело, со почит кон другите и со благодарност за ритамот што не поврзува сите. Ако ги слушаме стапалата, тие знаат. Поврзи се, координирај се, исцели се. Поврзи се со своето тело, координирај се со ритамот и исцели се преку движење. Поврзи се со земјата, исцели се чекор по чекор. Осети се.